Свети Трипун на 1 февруари одејќи в Лозје го стрела Богородица. Чита Александар Станојков. На први сечко си зел Свети Трипун едно кравајче в торби, една карта вино, си закачил соро за појас и тргнал да оди в Лозје да го кроити. Одејќи по пато го стрела Богородица и го поздравила: "Со здравје, Свети Трипуне, ако дај Госпо, каде вака?" "Ќе одам да го кроем Лозјето," ја рекол Света Богородица. "Ако е кабил Трипуне, не оди денеска и утре, да други ден оди, чунти јас денеска кај се приготувам за утре да одам на црква да си земам молитва, да ќе те клаам да те празнуват луѓето на третиот ден од сечка, пред мене да бидеш, а не зад мене." "Не се враќам, Богородице," е рекол. "Јас сум си зел кравајчето, крадетето со винце и соро сум си го наточил, ќе одам и друго чаре не бидува." Кога виде Богородица оти не се враќа Трипун и не ја послуша, му рекла: Арно, ќе одиш в Лозје да кроиш, бре Трипуне, ами ти лели не знаеш да кроиш?" "Кој ти рече оти не знам?" е рекол. "Знам, саде за ќев знам да кројам." Која знаеш, де кажи ми да видам као ќе кроиш?" "Пеќе, Света Богородице," е рекол. "Да ти кажам, еве вака е." Го извел соро од појас и се ватил за нозѓа прачка, носу му се стори да е некоја пењушка, и тргнал со соро, та си го пресекол нос и остал со чпрнтав нос. Тогај дури се сетил сиромајот Трипун пијаницот и со непослушувањето на Богородица си го пресекол носот и останал чпрнтав и го кладоа празник да биде пред Богородица, а не по Богородица. Одејќи Трипун в Лозје, застанал на крајот Лозјето и се наведил до еден ќутук за да го крои, арно ама едно се наведил и ватило крв да му тече од носо, како река. Тогај видео ти не ќе може да го крои сето Лозје, та се предумал да крои 2-3 пењушки. Тогај да оди утре тамо да го крои. Цел од кравајчето малце да касни, а арнамо од крвта што му течела не могол да јади. Кренал картето да се напие винце, па од крвта не могол да се напие. На тоа згор измислил да направи, потурил една пењушка со вино и ја благословил, пресекол 3 прачки колку за адет и отишол среде во Лозјето и таму потурил една пењушка со вино и пресекол 3 прачки. Отишол во другиот крај на Лозјето и таму потурил една пењушка со вино и пресекол и од неа 3 прачки, та го оставил некројано Лозјето и си тргнал да си оди дома. Кого ќе сретнеше Трипун и ќе му даеше едно парче од кравајчето и ќе го напиеше една чаша винце. Дури си влегол в град, сето кравајче го раздал и сето вино за задуша, чунти тој не можел да каснува од крвта што му течеше. Едно додал сичко и крвта беше му престанала. Сполајте, Богородице," беше рекол, "па си била милостива што ми запре крвта за да не умрам без дена." Од тој адет што го направил некогаш Свети Трипун, и ден денеска го прават луѓе у нас што имаат Лозја, ама некако што го правеа во постаро време. Чунти во старо време носеше секи домаќин што има Лозје, кравајче и карте со вино, та од која ќе кроеше по 3 пењушки, ќе седнеше на меѓата од комшијата и ќе се собереа неколцина од комшиите, та ќе седнеа да си препоручаат и да се изнапијат од винцето. Од која ќе се изблосоија Лозјето за Господом и умножи со берикет и да му и чува од слана и град, ќе си тргнеа да сидат дома, до што човек ќе стретеа, се ќе почестеа со едно парче кравајче и на чаша вино, да дури имаа лепи вино. Како што сите стари адети изоставија нашите млади, така и тој адет сега е изостаен. Ретко некој стар оди и лепи вино не носи страха ради од младите, за него праваа проси да му се смеат. За во тиквешко сум слушал, за во старо време одели турците, како што оделе рисјаните, на еден Свети Трипун со лепи вино да го сторат адето.